Прво што би сакал да му се заблагодарам на господинот Андјушев за одличен состанок кој го имавме со Македонската енергетска асоциација, се со цел да видиме во склоп со последните трендови во делот на енергетиката, не само во ниво на државата и во регионот, но и глобално. Разговаравме во две многу важни теми, во воведување на нова легислатива, каде што одлучивме да формираме работна група, каде што ќе бидат вклучени директно представници од страна на МЕА и различни институции во делот на складирање на електрична енергија, како дополнителна потреба од страна и на инвеститорите, но и од страна на државата, имајќи во предвид и бројките во делот на инвестициите кои се прават и кои веќе се почнуваат да се приклучат од обновливи извори за енергија, посебно од фотонапонски централи, и дополнително на тоа за индикативниот план каде што ќе се утврдува постапката и начинот како би требало тие инвеститори, почнувајќи од prosumers па до најголемите инвеститори да ги поминат процедурите поедноставно и попредливо, се со цел нивните инвестиции да бидат профитабилни, а дополнително на тоа постапката да се знае во делот на можноста и на преносниот систем и на дистрибутивниот систем за да ги прифати тоа електрична енергија која ќе се произведува во Северна Македонија. Како влада, како Министерство за економија, секогаш работиме транспарентно, отворено, каде што ги информираме Стопанската комора, а дополнително на тоа очекуваме и придонес од нивна страна, пошто имат искусни бизнисмени, искусни луѓе, да придонесат во све подобрена легислатива и на таков начин заедно да градиме одржлив енергетски систем во нашата држава, а дополнително на тоа да се обидеме што побрзо да ја направиме транзицијата во енергетскиот сектор. Мора да го наведам фактот дека речиси има бум во делот на инвестиции на обновливи извори на енергија во државата и согласно податоците од ЕВН и согласно податоците од МЕПСО и тоа што го имаме ние како влада. Затоа би сакал и преку вас медиумите да ги повикам сите потенцијални инвеститори, внимателно да ги следат сите процедури, да се во случај да не се наведеме на тоа да имаме многу поголемо производство отколку потребите кои ги има државата. Ние секогаш повикуваме да се обрне големо внимание на обновливите извори на енергија, но технички зборувано, и тоа најверојатно професорот Андјушев го каже, и повеќето експерти од оваа област го знаат, значи и согласно и стратегијата за развој на енергетиката во државата, за потребите на државата, значи е лимитирано и во стратегијата колку може да се граде, од какви видови на извори, вклучувајќи тука фотонапонски, ветерни, биомаса и слично. Кажете колку. Само не знам дали прибегуваме ни во кадра. Поведете. Добар ден на сите. Пред се, денеска во рамките на Стопанската комора, Македонската енергетска асоциација ги замоли да се организира состанок со Министерство за економија и регулаторна комисија ко две институции во државата кои што го организираат енергетското живење, а од друга страна, значи, како членки на МЕА беа присутни и членови представници на ЕВАНА и на МЕПСО, кои што од друга страна, значи, се одговорни за приклучување на обновливите извори на мрежа, без разлика дали преносна или дистрибутивна. Во рамките на МЕА имавме дискусија пред месец дена околу енергетската иднина на државата и во таа дискусија видовме дека да, енергетската транзиција или транзицијата кон обновливи извори на енергија е наше единствено решение како држава, бидејќи и други ресурси немаме. Но сакаме јасно да напоменеме дека енергетската транзиција, доколку не се прави организирано и на начин како што треба, може да стане поголем проблем него решение. Управо за да не направиме поголем проблем, а тоа е, значи, може проблем да настане бидејќи
фотоволтаиците сите произведуваат во исто време електрична енергија и практично 80% од електричната енергија во текот на годината што го произведуваат од април до септември и од 9 часот наутро до 5 часот попладне. Не смееме да дозволиме во тој период да има големи вишоци со илјадници мегавати, бидејќи во тој случај не ќе се знае што да се прави со таа енергија доколку дојдеме до таква точка. За да не се дојде до таква точка или да, ако веќе оди во таа насока работата на инсталирање на големи проекти во фотоволтаици, единственото решение е да таа енергија се складира. Складирањето на енергијата покрај во познатите конвенционални методи као реверзибилни хидроелектрани како што е Чебрен, кој што треба да се изгради успат кажано, бидејќи тоа е едно решение, е во сторич системите. Но сторич системите или така наречените батериски системи, кои што во последно време се хит и се единствено решение за овие проблеми, треба да се опфатат и со легислативата во нашата држава, во законските и подзаконските акти. Точно денешниот состанок е состанок на кој што ја иницииравме таа постапка, заедно со регулаторна комисија, која што и претходно ја спомнуваше, заедно со Министерство за економија, кој што исто така го има веќе тоа предвидено во Законот за енергетика, спомнато како можност, меѓутоа треба легислативата да се доработи. Во таа смисла се договоривме да формираме работни групи со представници од Министерство за економија, регулаторна комисија, МЕПСО, ЕВАНА и МЕА, и да тој процес го убрзаме со цел да направиме известност и предвидливост за сите инвеститори во иднина. А со колкав капацитет ќе бидат тие батерии и кога најрано кога се тие работните работи кога најрано може да ги добиеме кај нас на процес? Видете, батериите можат да бидат од најмали, значи од 1 киловат час, 10 киловат часови за домашни употреби, понатаму може да бидат од 300, 400, 500 киловат часови за потребите на индустријските објекти, за фабриките, до неколку мегават часови за да бидат во состав на веќе постојни или идно градени производни капацитети, да речеме фотоволтаици, па може да бидат и сторич системи сами по себе, кои што ќе имаат стотици мегават часови. Значи, батериските системи, за разлика од производните капацитети кои што се дефинираат во инсталирана снага во мегавати, тие се дефинираат во капацитет на складирање мегават часови, што е различно, и тие се во големина која што веќе ви ја опишав претходно. Министерството за економија и со мрежните оператори со цел да дискутираме за инсталирање на батерии кај оние електрани кои што ја користат сончевата енергија. Се договоривме да се формира работна група со цел во најкуси можни рокови да се изработи подзаконска регулатива која што е потребна за инсталирање на овие батерии. Значи, факт е тоа и веќе одреден период го кажуваме дека во летниот период, кога ќе има најголемо производство на електрична енергија од фотоволтаици, возможно е да имаме вишоци на електрична енергија во периодот кога произведуваат овие фотоволтаици, во периодот од 9 до 17 часот, со цел таа енергија да се искористи рационално, потребно е секој од овие кои што имаат, тој самиот пазар ќе ги натера да инсталираат батериски системи со цел и нивното производно портфолио да биде поконкурентно со подобра цена. И сето тоа ќе овозможи и цената на електрична енергија која што ќе нудат овие фотоволтаици да биде пониска отколку што е пазарната, бидејќи истата ситуација ја немаме само во Македонија, истото се случува и во Грција, и во Бугарија, и во Албанија, и во Хрватска, и во Србија. И ова е најдобар начин за енергијата да ја складираме и да се понуди на пазарот кога ќе нема и сонце, односно во ноќните часови.